soco pije, voda na Vardarot. More soco pije, voda na Vardarot. Jane lebelo grlo, Jane le krotko jagne. More, oj sokole, ti junačko pile. More, oj sokole, ti junačko pile. Ja sam Garo Savitjan. Mene me poznat ljudje od grupa Levišovka, što sam bubnjar bio. Inače sam svirao sa Zdravko Čolić, sa Smak, sa Belo Dugme, sa site balkanskih grupi, da ne gi redam сега. I opšte je poznato za mene дека ja se bavim sa etno, jazz, rock muzika, vo koja moj stil od etното, tije nepravilni ritmovi makedonski koji se prezentirani vo našата bivša Jugoslavija i сегашна Македонија. Savitjan Brothers е состав кој постои од 2001 година, кој го основавме јас и брат ми. Брат ми е пианист, композитор, продуцент, исто така јас, но јас сум бубњар во групата. Но сето тоа прерасна во, како да кажеме, еден бренд, една институција која се занимава со продуцирање, аранжирање на разна музика, разни стилови, правци. Тоа е джез бенд кој има доста искуство патувајќи низ странство низ Европа, Америка, вклучувајќи концерти од Blue Note, Carnegie Hall, европски джез фестивали. Паралелно работиме на неколку авторски проекти кои се занимаваат со джез, world music. Сме автори на доста популарна музика. Принцип, тоа е тоа што го работата Savitjan Brothers. И многу интересно што имавме таа среќа да запознаваме доста светски музичари со кои што сме настапували. Луѓе кои свират со светскиот джез establishment, луѓе кои работеа со Майкл Джексон, ние еден од најдобрите пријатели со работници. Перкусионистот на Sting, така да едно десетина музичари кои што се светски се дел од нашата екипа кога патуваме, имаме таа среќа. Со самото тоа добивме рецензии во реномирани магазини као Concerto, Jazz Times, New York Times и доста други исписанија европски, каде што ги рецензира со максимални 5 звезди. За мене, немојте почне ме садите, јас сум горд родител, што имам два сина кои се вредни уметници и ја мислам дека мислам и Југославија и воопште Европа, светот ќе чујат за нив колку они тоа се би сакале да направат нешто многу, колку што имаат во себе сето тоа да го реализира, да го направат. Меѓутоа, има една стара пословица, можда што ќе посадиш, што ќе да жнееш. Меѓутоа, ово некако хибрид многу јак изашо, веројатно, и не знам како. Нашиот татко беше и е голем уметник, имавме таа среќа да кога уште не бевме свесни за тоа што е музика, да не носи на многу турнеи со групата Лебисо. Во тоа време беше и за денес незамисливо таков успех, бидејќи они има по 60-17 концерти годишно.
Имавме среќа да учествуваме на некои од турнеите и тоа е невидено искуство, мислам, а душе може да делува фрустрирачки, затоа што кога ќе се освестиш дека кога ќе пораснеш, сватиш што треба ти да направиш у музиката, како некој нов во цела таа приказна е многу тешко е тоа. Значи да искочиш од сенка, да направиш барем пола успех од тоа. Тоа што татко наш не учеше, со тие услови што ги имавме како студио, како могуćност да патуваш, да видиш многу работи, е од голема школа. Покрај тоа што студиравме, учевме, добивавме стипендии Беркли и во Келна Джез Академија. Сето тоа мислам дека беше премало школа за она вистинското животно школа што го имавме на терен. Да присуствуваш на проба на Владко Стефановски, Гаро и Бодан Кокан беше за нас у тоа време. Јас сум се посветил веќе 45 години на македонскиот фолклор. Иако сум почнал од Rolling Stones и Beatles и така натака. Сакам да кажам дека и мене и јас сум имал некои уздори у мојот живот, мада у тоа време музиката беше нешто сасвим друго него сега. Значи, јас сум сакал и класична музика, сум сакал исто така да го слушам Гершвин, сум сакал да го слушам и Мантовани, да кажеме, и Брамс, нели, тоа е класична музика. Па сум сакал да слушам и Џими Хендрикс од тие давни 60-70 години. Свирејќи толку музика и слушајќи многу музика, на крај веројатно проработил тој генетски код, кај што сум сватил дека треба да свирам од тамо од кај што сум. Ја успеав и тоа можам да го прикажам вака и визуелно. Тие ритмички форми да ги направам во една полиритмика. Тоа значи дека свирите два ритма у едно. Значи ако речеме дека е еден ритам раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, тоа е нормален ритам, нели? Али ако на тој ритам му додајете доле, значи му додајете овај, тоа ќе се чуе, значи доле идеме 4 осмини, значи раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два. Значи имате полиритмика, два ритма у едно. Јас и брат ми сме познати по неколку проекти каде што обработуваме джез етно. Значи, фундаменталната основа е 11, 7, 9, 13 најкомплексни ритми македонски, кои ги работиме во полиритмија, уште покомплицирано до делова тоа низ джез аранжман. И тоа е тоа поради кое ние држиме воркшопи, да речеме на разни конзерваториуми, во секаде каде што има концерт. Пред концертот има воркшоп за македонска традиционална музика, песна и ритмика. Како се свири на тапан, како тоа се свири на контемпорари драмсет бубњеви. И тоа е многу јак фундамент кој нас ни помага во пласирањето во светот. Делува како нешто ново.
паралелно под истото име работиме и комерцијална продукција, или тоа што се нарекува Македонското срце кој чука во 17 мини, проект кој 5 години го работевме, со кој снимивме неколку спотови од тие прекрасни изведувачи како Осипа Лисац, Сергеј Четковиќ, Жејко Бебек, Масимо, Аки Рехимовски, Бреговиќ, Антонија Шола, Нина Бадрич, Елена Томашевиќ и да не ги набројувам. Неочекувано оствари најголем пласман во историјата на македонската музика, еден од најпродаваните албуми. Со самото тоа што го направивме концертот на стадион, бевме одушевени од фидбекот од публика. Колку тоа се почитува македонската култура, македонскиот јазик, бидејќи ние влеговме како аранжери и идејни творци на тој проект, како да зачуваме македонската музичка традиција. Јас сокол биле и кај тебе кајда гора ќе прелетам, кај тебе ќе дојдам, вечно твоја ќе После овој концерт, најголемиот што го направивме, го направија на Филип II овој стадион, мислам дека после тоа беше јасно све, дека сите пејачи и сите музичари кои свирија таму и народот кој почнал да пее, значи македонските песни, значи добива секоја македонска песма у тој момент доби, значи комплетен содржај, што значи и оној што е искомпонирал, и оној што некад ја пеел, и тој што на лицу места ја отпел, и самите аранжмани кои беа направени, значи у тој момент се споија сите тие фактори и се добија на кулминација на едно лудило 70.000 луѓе, кој на нас ни беше најважно една работа. Значи, кога се заврши концертот, сите кога си одеа дома, има пуно што дојдоа со автобуси, така бидејќи таму беа публика од цела Македонија, и од цела Југославија, пошто во Македонија живеат и Срби, и Хрвати, и македонци, и Босна, и Херцеговци, и како се вика, црногорци. Значи, они сите кога си одеа дома, секој си пееше по една песна што му се свиѓаше. Иначе ја прв пат у живот видов дека во Македонија у таа вечер пееше цела Македонија.